додека се шишаш, уживаш да бистриш политика со берберот. А во кафеана, секогаш ги отвораш најжестоките теми за дискусија. Со оваа порака, Државната изборна комисија ги повикува граѓаните да ја исполнат својата граѓанска должност. Од 7 наутро до 19 часот, на 11 декември, граѓаните со лични документи ќе одат на избирачкото место, каде што по проверката во новите избирачки списоци ќе може да гласаат. Ден порано гласаат затвореници, болни и немоќни луѓе и диаспората. Тие што нема да се најдат во избирачкиот список или во посебниот список, помош може да побараат во најблиската канцеларија на Државната изборна комисија. Доколку ви е нарушено гласачкото право или забележите некакви неправилности, тоа може да го пријавите на отворените телефонски линии на Државната изборна комисија и невладината организација МОСТ. Ако поради некоја причина се прекине гласањето на едно избирачко место, истото може да се проложи за онолку време колку што траел прекинот. Но ако тој е подолг од 3 часа, во тоа избирачко место не може да се проложи со гласање. На избирачкото ливче, граѓаните тајно треба да заокружат само една од 11 понудени опции. На изборното мени годинава се најдоа 5 коалиции и 6 партии. Во трка за до 123 пратенички функции учествуваат вкупно 1092 кандидати. ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и коалицијата ВМРО за Македонија понудија кандидати за сите 7 изборни единици. А коалицијата за промени и правда се откажа од свој представник во диаспората. Само ПДП ќе учествува во една изборна единица. Довербата на граѓаните ќе ја бара од Тетовско-Гостиварскиот регион. Левица и Либералната партија нудат по 100 кандидати, односно немаат свои листи ниту за 6-та, ниту за 7-та изборна единица. Движењето БЕСА и коалицијата Алијанса за албанците своји кандидати нудат само во изборните единици 1, 2, 5 и 6. Пратеничките столчиња ќе бидат пополнети по Донтовиот метод. Односно, мандатите ќе се распределат според принципот на пропорционална застапеност, користејќи го највисокиот просек на освоени гласови. По прочистувањето на избирачкиот список, право на глас имаат речиси 1.800.000 граѓани, од кои 230.000 се запишани на посебен избирачки список. Изборите ќе ги следат МОСТ со 3300 наблюдувачи, ОПСЕ ОДИХР со 320 наблюдувачи, а на терен ќе бидат и представници на невладината организација Цивил и други домашни и странски наблюдувачи.